Денес одржуваме тематска средба, предавање на тема нервниот систем, гените и матичните клетки во склоп на проект Малгрант од локалната самоуправа од програмата за социјална заштита. Проектот е во трајност од 6 месеца, почнаме од јуни месец, ќе трае до декември. Ова е првата активност, одржување на оваа тематска средба, а од понеделник веќе почнуваме на работа со терен, ќе бидат посетени останатите 11 непосетени населени места, почнувајќи од Градско Балдовци, Куклиш, Свидовица, Банско, Габрово, па колку не дозволе времето и пошто треба и обработка на овие податци, мислам дека до крај на годината ќе завршиме и останатиот дел од општина Струмица, така да некаде после 15-20 декември ќе ги сублимираме сите резултати и пак ќе се сретнеме со вас медиумите да дадеме отчит за искористување на овие средства од граѓаните. Фактичко е Малгрант од социјалната програма финансирана од општина Струмица. Целта на овој проект е откривање, фактички идентификација на инвалидите, бидејќи ниту државата, ниту општината, ниту здруженијата знаеме колку инвалиди има. Се уште патиме од некои предрасуди да ги криеме инвалидите, да не ги пријавуваме, а со тоа самите се оштетуваме како семејство и како инвалиди, бидејќи неинформираниот човек е сиромав, не знае за своите бенефиции кои ги пружа Законот за социјална заштита и другите подзаконски одредби како користење на социјална заштита, посебен додаток туѓа нега, посебниот додаток за мобилност, слепило и така натаму. Тука улогата ни е пред се откривање, евидентирање, фактички внесување во системот и на здружењето, и на општината, и на државата, да го откриеме приличниот број. Точно не може да откриеме, бидејќи светска статистика зборува дека 8 до 10% од вкупното население отпаѓа процент на лица со посебни потреби. Финансиска подршка не е тајна, 120.000 денара, мислам максимално. Минатата година беше 60.000, со 60.000 обработивме 11 населени места, помали, југоисточните региони од општина Струмица, меѓутоа врз база на минатогодишните проекти и резултати, локалниот економски развој и комисијата, разгледувајќи документите, приложени, извештајот, финансиски и наративен, значи не бодира максимално со 100 бода и добивме максимална сума 120.000 денара, која наменски ќе се искористи.